Господине Ѓоргиевски, кажете ми што ќе значи изградбата на ваков ургентен центар за Кумановчани, за градот и регионот воопшто? Па пред се да кажеме дека потребата за ваков ургентен центар, ургентен хируршки центар, постои наназад 30 години. Така да наназад 30 години работата на хируршкиот оддел беше функционално поставено така да беше нефункционална и не беше во интерес на пациентите и на повредените лица. Бидејќи Куманово се наоѓа на спој на два најголеми коридора во Република Македонија, тоа е коридор 10 и коридор 8, со многобројните сообраќајни незгоди кои се случуваат, ваква потреба се наметна, како што кажа, уште пред 30 години. Со овој ургентен центар добиваат пред се пациентите кои досега мора да бидат шетани надвор од амбулантите поради диагностичките постапки кои мора да се спроведат. Тоа е рентген диагностиката, лабораториите, така да со градење на овој ургентен центар пред се добиваат пациентите, меѓутоа добиваат и лекарите и персоналот, бидејќи целата работа околу болните со оваква патологија ќе биде скратена, целата постапка ќе биде скратена, ќе нема да се губи време, се ќе биде во еден затворен простор, бидејќи во овој нов ургентен центар се планира да биде застапена комплетната диагностика потребна за функционирање на ваков ургентен хируршки центар. Значи, покрај итните хируршки амбуланти, кои ќе бидат со многу поголем капацитет, како што кажа, бидејќи Куманово се наоѓа на таква геостратешка положба, тука ќе биде сместен и рентген диагностиката, компјутерската томографија, лабораторијата и амбуланти за другите служби кои соработуваат со хируршките лекари за ваквите патологии. Дали токму тоа што ќе биде исклучително опремен и што се ќе содржи овој хируршки центар? Ја зголеми и двократно првично проектираната сума и ќе бидат вложени исклучително значајни средства за изградба на ваквиот центар? Па првичната бројка која беше предвидена за изградба на овој центар беа 20 милиони денари. Меѓутоа се виде дека потребата е многу поголема, да сепак ова биде еден комплетен центар опремен по сите европски стандарди, така да целокупната постапка покрај обструкциите кои ги имавме малку и на локално ниво околу документациите потребни за градење на ваков центар, и се јави дополнителна цифра на опрема која треба да биде поставена во овој центар и се дојде до цифрата од 48 милиони денари, така да сега средствата се обезбедени, за 2 недели стартува тендерот и се надеваме дека во 2017 ќе можеме конечно да кажеме дека и Куманово доби најсовремен хируршки ургентен центар.